Здраво живо во уште едно издание на Скопје ми е дома, вашата умилена локална програма на Вистинска телевизија. Вечерва исто така ќе се обидеме да нагласиме некои вредности кои што ги поседува Скопје, а за кои што честопати знаеме да кажеме дека и самите стари, нови, сегашни, па и некои идни скопјани недоволно знаат за тоа како се чуваат традициите, како било на времето и како низ дружба може да се биде и полезен за општеството. За што станува збор по следниот прилог. Ете така, со здраво млади, подсетување на едно време, видовме архивски, аматерски направени снимки од пред повеќе од 10 години за одбележувањето на работното одбележување на еден, ако може да се каже воопшто јубилеј или неславна годишнина од трагичниот земјотрес кој го погоди Скопје во 63-та по повод 50 годишнината зад стара железничка станица, видовме, или музеј на град Скопје, видовме едни млади ентузијасти, иако може би просечниот број на години дека немаат млади, е малку поголем на овие акцијаши, меѓутоа тоа не е ни поентата. Акцијашите денеска ни се само вовет, но не ни се повод за оваа наша денешна или вечерашна приказна, бидејќи ќе зборуваме и за начинот на кој што, освен преку телевизијата и преку ваквите програми, скопјани или старите скопјани евоцираат спомени и се подсетуваат на својата носталгична младост и на некои подзаборавени вредности. Тоа најчесто се прави преку социјалните медиуми, каде што, барем според одредени статистики во последниве години, старосната граница на оние кои што ја користат социјалната мрежа Facebook или сега наречено корпоративно Мета, во која што влегува и Instagram, е се поголем, односно се повозрасни луѓе стануваат вистински мајстори кои што оперираат со Фејсбукот. По тие поводи во Скопје ми е дома, вечерва со особена чест и задоволство ви го представувам нашиот, бидејќи рековме дома, нашиот комшија, овде во Газибаба, во населба Железара, Сашо Јовановски, во улога на формалното генерален секретар на Сојузот на акцијашите на Македонија и секретар на Сдруженијето на акцијашите на Скопје, меѓутоа и како еден од модераторите, ние ќе видиме тука, ете гледаме веќе некои снимки назад на овој монитор, од дел од содржините кои што се објавуваат во Facebook групата Стари Скопјани. 3 гонга емисија, овде како што гледаме и Драган Мјалковски, има и водители од едно време и така натаму. Значи, група во која што се евоцираат спомени.
Сашо успева да стигне сегде покрај работните обврски, ќе ми простите за ова, најдобро намерно беше млади, бидејќи нели самите ги употребувате тие епитети за себе и на тој начин знаете да работите, а бога ми и да се забавувате. Добро вечер, добре дојдовте. Ќе почнеме од акцијашите. Јас ќе речем сепак добар ден, одека малку е темно во студиото, а денски е уште рано, сега денот го зголемија. Добар ден до вас најнапред. Благодарам за поканата, што јас сум овдека дома, што комшиски дојдов од преку улица, да се надевам да збогатам вашата емисија со еден мој краток допринос, а и навистина се чувствувам дома во ова студио кај што ги поминав неколкуте години од мојата младост. Да, во некогашната телевизија Амазон. Така да не заборавиме. Поздрав обавезно до вашите гледачи и до комшиите, да, до екипата што ја реализира оваа прекрасна програма, емисија и сите програмски содржини на оваа телевизија. Така, реков ќе почнеме со акцијашите. Старите скопјани ги имаме овде и тие ќе провејуваат цело време, ќе се обидеме нели да ги носиме во разговорот, бидејќи како што кажа во последниве години има некој тренд и тоа не е карактеристично само за Скопје, го има во Велес, го има во Битола, го има во Охрид, па се водат некои жочни дебати за тоа кој е стар, па помлад, па постар скопјанин и така натаму. Јас на акцијашите ве најавив како млади, што е всушност акцијаштвото? Дали е тоа евоцирање на спомени од некогашните работни акции или е обид на луѓето, нели, повозрасни и се надевам ги имате и помлади во членството, да придонесат нешто активно во општеството? Вака се, јас би почнал прво со една мала споредба. Ние акцијашите и старите скопјани сме слични. До негдека. Во возраста? И во возраста, и во насите цели задачи. Целта на старите скопјани е зачувување на традиција, обичаи, фолклор, спомени од минатото. Тогаш и вистинска телевизија се приклучува и ние сме слични. Токму така. Акцијашите се луѓе кои пред се сакаат да ги зачуваат спомените, традициите од минатото време, кога постоја младински работни акции. Денеска ги нарекуваат волонтерски акции. Но ние понатака остануваме на работни акции со презнакот акцијашки. Така како што сте се научиле како деца, кога верувам дека и млади луѓе кои што не го изоставуваме волонтаризмот. Така, значи не се работи само за дружење или за евоцирање спомени, туку вие знаете и да засукате ракави и да работите како што видовме на снимката. Ова го кажав, оваа мала споредба намерно заради тоа, почнавме со спомените. Како што растевме, како ние како Сдружение Скопско, ние сме второ во Македонија, пред нас е Охридското. Заедно Скопското отприлика истовремено направија први средби во Македонија, бидејќи ние одевме во средби во бивша Југославија и од таму луѓето прашуваа: добро македонци, кога ние ќе дојдеме во Македонија кај вас? Прво охриѓаните направија 31 мај, 1 јуни во Охрид средба на Охридскиот брег, во старото извидничко летувалиште, а набрзо за месец и пол ние го земавме за повод јубилејниот датум од Скопскиот земјотрес и тогаш сите активности околу земјотресот ги правиме со акција. Првата акција беше 4-дневна, пионерска би ја нарекол, и бевме сместени во една импровизирана шаторска населба позади во градскиот парк, позади Луна паркот. Значи прво беше автентично да го доловиме местото после земјотресот, да покажеме како луѓето биле сместени после земјотресот, а второто е тоа што видовме на снимката, работата на старата железничка станица. Јас се заблагодарувам на луѓето од музеот на град Скопје, секогаш се со нас за овие и ние со нив за овие јубилејни чествувања на земјотресот. Значи ние сме до сега 55-тото чествување покри 50-тото и минатата година 60-то годишното чествување. Тука сум негдека врсник со земјотресот, ме дела малку сум, едно 40 дена сум постар од земјотресот, така да мене и тоа ме врзува, таа организација, тие работи. И сакам да кажам, сепак, значи обележувањето на овие, за жал,
трагични годишнини, ние ги одбележавме со работни акции. Првата акција се виде овдека пред старата женска станица, импровизирано како почна да се расчистува. Ние ги прикажавме оние акцијаши што тогаш 63-та веднаш како земјотресот пристигнаа во Скопје и први се вклучија во помагање на населението, на војската и останатото значи правите на некој начин симулација историска, како што некои музеи во светот имаат нели во своите Уште ќе додадам на оваа тема дека според искажување на нашиот најстар акцијаш кој има 85-6 години, Чичко Дуле Маđarски, што го поздравувам во овој момент. Поздрав и од нас. Тие биле први, бригадата Стив Наумов и бригадата Методија Метовски Брицо биле први што уште на 26 јули вечерните часови со воз се прекинува акцијата, заминува за Скопје. После нив доаѓаат и сите акцијаши, тоа е акцијата во Смедерево, како и акцијаши од сите други акции широм Југославија. Јас во оваа прилика ќе предложам да имаме вклучување на Вибер, односно да евоцираме спомени за еден можеби малку понов акцијаш кој што за жал веќе не е меѓу нас, ненадејно не напушти пред релативно кратко време. Тоа е комичарот Војче Китановски. На Вибер ја имаме Вики Среброва, нашата и негова пријателка. Поводот е убав и ќе го одбележиме нели со насмевка. Затоа што Војче нели рековме не е меѓу нас, меѓутоа како акцијаш даваше свој придонес и самите акцијаши сакаат на некој начин да му се заблагодарат сочувувајќи го неговото име нели преку одреден парк, преку именување на здруженија и така натаму. Вики, на некои снимки видов дека и вие сте биле вклучена во преку Војче, претпоставувам, во активностите каде Војче таму и вие како негова блиска другарка, па можеме малку за тоа да се потсетиме. Да, како прво да ви поздравам нас. Благодарам. Едно убаво ден да кажем и добро вечер. Пријатна вечер да ви посетам и да ви кажам дека Војче премногу ми недостасува. Значи, секогаш нашето јавување беше почесто, дружењето ни беше почесто, кафенцето ни беше почесто, значи, јас и он имавме многу голема дружба. Бевме многу блиски, мислам тој беше мој бунар кој го нема више. Знаете што значи бунар, кај што можеш да си кажеш се што си имаш, маките. Тој отиде со моите плачења, со моите неискрени разговори со него. Значи, навистина многу ми фали. Драго ми е што еве ова друштвото акционерско што е акцијаши го носи сега неговото име, што премногу ме радува и јас еве неколку пати нели се гледаме, ги посетувам неговите и пријатели кои сега се мои пријатели и еве сега реков у недела, значи задутре не задутре, значи за 2-3 дена реков пешки ќе отидам на кафенце, се договорам со акцијашите за да пиеме кафе и да евоцираме спомени. Многу ми е жал што тие во сабота ќе одат на година дена од или колку од Војче како го нема. Значи ќе го посетат. Јас за жал на такви места не одам. Јас не можам да присуствувам на гробишта. Например, тоа воопшто не го сакам. И еве ќе кажам една работа и на Војче му го исто имам кажано, дека јас кога ќе ме нема мене, значи кога ќе умрам, сум кажала и сум оставила аманет на моите деца, нека се раскошат, а може ја пред тоа да бидам спалена и воопшто не сакам да посетуваат гробишта. Многу ми е жал што ова го кажувам сега, но тоа е кај мене најчиста работа и ете така. Се надевам дека ќе имаме прилика да зборуваме и за поведри теми и да завршиме, јас би сакал во вториот дел малку поведро. Што прави Вики Среброва во моментов? Знаеме дека и таа е со млад дух, нели ние почнавме со една песна Здраво млади. Нема да зборуваме за годините, нели дамите не се прашуваат, меѓутоа
оние луѓе од естрада кои што ве познаваат, дури се малку и вчудоневидени, што се случува со Вики Среброва, дали тука има некој таен елексир на младост или некој извор на енергија кој што постојано ја држи со младешки дух и со убав изглед. Што Вики планира ново, бидејќи сте активна, тоа ми беше муаветот. Значи позитивна енергија секогаш, и кога се има најголем проблем, само енергија и на сметката лечи се. И се разбира, оние луѓе кои се околу тебе и кои те сакаат. Например, јас сум сега претежно со фамилијата, еве ги гледате нотите овде од... Јас сум моментално кај син ми Нико, музичарот, нели, и композитор. Ова е негов дел, кај што нели, и нормално дека е препознатливо со нотите. Малку му сум тргната на страна овде во негова просторија. За да не го ламат внуците и така. Таму се внуците, ми сам едниот внук, снајката ми е таму, сваќата ми се таму во дневната соба. И да не биде гужва, значи за да можам да зборувам со вас, јас се тргнав на страна. Поздрав до сите, да. Со смеење се, да. На сметката никогаш на никого да не му бега, да ви кажам, затоа што тоа е лек за се, за вашата душа и за сите околу вас што се наоѓаат. Јас тоа го применувам и така да сите околу мене што се ме знаат дека секогаш сум со позитивна енергија и оние што ме сакаат, што ме познаваат, добро сака да се дружат со мене, затоа што јас ги развеселувам. И еве, баш би сакала и со вас, вие поканите ме, не само вака да бидам, поканите ме на кафенце. Или дојдете во недело да се дружиме со акцијашите, повелете. Така е. Да сме здрави и живи, јас тоа сакав да го кажам. И ќе се насмееме, ќе си евоцираме спомени, ќе си евоцираме за Војче, ќе кажеме некој виц за Војче, бидејќи Војче мога да го прости многу вицови сакаше да кажува и така. Благодарам уште еднаш, ете ќе закажам јавно. Јас многу вицеви од него имам научени, да ви кажам, и ги секаде презентирам. И сега ми фали, за да може мало Војче, ајде слушаме, кажување виц. Никогаш не беше заморен, никогаш не ми рече не. Секогаш одма е расположен за виц. Во оваа прилика закажуваме следна средба во ова студио, каде што ќе си продолжиме ред разговора, можеби и ред песна, бидејќи нели Вики Среброва е по тоа препознатлива. Поздрав до убавото друштво, до вашето семејство и останете сите така насмеани како што сте вие вечерва. Ние продолжуваме. Поздрави од моето семејство до вас. I love you. Така вика обавезно со Војче, поздрав до сите. Ете, тоа е тоа. Значи, завршивме со насмевка, иако рековме дека нема да бидеме патетични или траурни. 6 месеци помен на Војче Китановски. Тој по негова желба е погребан во родното Крапа Прилепско, така да вие како акцијаши, како луѓе од акција, се до тоа организирано, ќе одите таму на така, веќе се спремаме во сабота, поменото е во сабота во 11:30. Малку се надоврзам сега на разговорот со Вики Среброва, повторно во духот на акцијаштвото, али сега ќе дадеме акцент марку на Војче. Војче е со нас со самите почетоци. Значи, ова што зборевме за манифестацијата по повод 50 години од земјотресот, Војче беше носителот на програмските активности. Јас го гледам таму на снимки, архивски, секаде бе присутен. Кои што беа во вечерните часови. Ред други програми, на 55 години исто имавме дупла програма, во тогаш беше 7-дневна акција, пола акција, еден дел акцијаши беа сместени во Стив Наумов студентскиот комплекс овдека во Газибаба, а втора група, малку постари акцијаши, беа во некогашната младинска населба во Катланово. И сега, последен пат, Војче исто беше дел од екипата, која го реализираше честувањето и акцијата 7-дневна, секојаш ја нагласувам, по повод 60 години од Скопскиот земјотрес. Заедно со него бевме на последните медиумски настапи во македонската телевизија, во телевизија Алфа. Човекот ги донесе српската редакција на македонската телевизија, наречена Видик, направија прекрасна емисија. И да ви кажам, уште на крај да завршам, ние го продолживме да го сочуваме делото на Војче Китановски. Сите негови уметнички работи се кај нас во клубот. Клубот кој го нареков на почетокот Клуб Галеб, го прекрстивме во клуб на акцијаши Војче
Китановски. Таму се наоѓаат неговите сите естрадни оддела, неговите сите маршалски оддела, сите фотографии од најраното детство преку неговите родители, роднини, школски денови, средношколски денови, студентски, естрадни случувања работи, сите негови книги, све што втворил, еве неговата касета која издадена по повод 40 години од Војче на естрадата. Тоа беше концерт кој се одржа, ако не грешам, 2017 во Домот на Арамак, кај што беше скоро секојдневно со луѓето во Арамак и кај што имаше многу пријатели. Ова е една од двете книги кои Војче ги издаде, енциклопедија за хумор, сатира, покрај многуте аудио, касети, цедиња, поготово за млади, пошто Војче Китановски беше не само естраден забавувач на воснатата популација, беше омилен и кај најмлада популација. На времето Војче беше водител и учесник во детската програма на македонска телевизија, која ние као деца гледавме школската програма, и тогаш за деца беше Воки, и така тоа се ни спомени. И само за крај ќе додадам дека ја формирав на социјалните мрежи страницата Војче Китановски не заборав, секој може да ја заследи и сите работи што се ставаат таму да ги погледне. Многу работи има што не се објавени и што може се видат. Така, едно огромно богатство. Тука се и старите скопјани, споменавте јубилеј, имаме ние и други соговорници вечерва, малку ни е така сложена емисијата, имаме и уште јавување на Вибер, бидејќи сакаме на некој начин да ги представиме во вистинско светло. Ова е само почеток, рековме, на овие наши млади сограѓани кои што, како што рече и Вики, со насмевка и со дух остануваат млади, и како што рековме и за Војче Китановски, Бог да го прости, млад и насмејан дури и во вечноста. Ви благодарам за ова гостување, закажуваме средба, ќе се видиме ние тука на кафенце во Комши. Ја споменавте енциклопедијата, нашата следна содржина е подсетување на Војче Китановски и неговото интерпретирање за себе како дел од таа енциклопедија, и се враќаме во студиото со следниот соговорник. Кон енциклопедијата за хумор и сатира на Војче Китановски. Чиста десетка. Кога некоја позната медиумска личност ќе напише мемуари, сите љубопитно се прашуваат дали во нив има барем малку од пикантериите што чаршијата секој ден си ги прераскажува со шепот. Да бидам искрен, и јас во почетокот си го помислив истото. Меѓутоа, многу брзо се уверив дека не сум во право, бидејќи никаде не сретнав комуникација проткаена со завист, со подсмев, со пакост, со злоба, карактеристични за ова наше електронско време, познато како невреме. Напротив, во секој негов збор видов топлина, видов позитивна енергија, видов стремеж кон најблагородната човечка особина, љубовта кон смејата и кон се што е убаво во животот. Затоа, под полна морална и материјална одговорност, јас ја давам следнава изјава. Иако е инженер по шумарство, Војче Китановски не е одговорен за ниту едно дрво во македонската политика. И за најтешкиот испит, ведрата страна на животот, јас му давам чиста десетка. Satmışım anasını ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra haram olmasın, kulum olmasın, meyhaneler mesken bir vermiş olsam. Satmışım anasını ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra. Satmışım anasını ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra.
Ете така, гледате Скопје ми е дома на вистинска телевизија, локална програма. Влегуваме во вториот дел од разговорот. Реков вечерва дека имаме многумина различни соговорници. Во овој нешто ни зборуваше. Во првиот дел се подсетивме на шегата на Војче Китановски, а во вториот дел видовме убава турска традиционална песна, нешто што е карактеристично за нашите сограѓани стари скопјани од турската етничка припадност. Со особена чест и задоволство ви го представувам вториот соговорник, кој што и покрај специфичниот нели период во кој што сега се наоѓа, одвои време и да ја збогати нели оваа програма. Сабри Абдула или Сабри Алјуш? Абдула ви е семејното презиме колку што знам. Презимето ми е Алјуш, меѓутоа као пејачи ние сме 6 браќа, ама сите сте под брендот Абдула. Сите сме пејачи по Абдула, по Ќе се вратиме на тоа, јас само да ви ги најавам функциите, бидејќи и вие сте овде во униформа, да речам, на акцијаш со грбот на општина Газибаба и така натаму. На вашата мајца, на грбот, она што гледачите, јас да ве замолам да се свртите, не може да го видат, е во спомен, да, акцијаши Војче Китановски рековме. Правиме, нели на некој начин го споменуваме за добро и Војче, но јас сакам да нагласам и една ваша друга функција, која што е исто така важна, бидејќи сте председател на МЕД. Така значи кратенката, мултиетничко друштво. Тоа е културно-уметничко друштво. Браќа Абдула или Абдула Кардашлах. Абдула Кардашлах. Така ќе научам јас сега и турски, како стар скопјанец или како дел од старите скопјани, бидејќи порано велеа дека колку јазици знае човек, толку луѓе вреди. И тоа беше карактеристично и за скопската и за сите чарши во Македонија. Сите дуќанџи го владее јазикот и заради муштериите, и за да се разберат, а и да не ги озборуваат зад грб, да ги разберат што озборуваат. Значи, ве видовме и како пеете, славевте неодамна, односно неодамна, уште малку ќе славиме и 55 годишен јубилеј. 50 годишен јубилеј, на естрадата. Значи, ги кажав поводите, па ајде сега ќе почнеме. Благодарноста што дојдовте. Абдула, рековме брендот Абдула. Што е брендот Абдула? Вие сте музичко семејство со прилично голема богата традиција. Бидејќи јас сум имал сестра, почината во Турска, она која почнала не земала Алјуш, него преку татко ми Абдула, и ние сите да не изгубиме нејзиниот стас или така речено, и ние Абдула. Сите браќа сме Абдула. Значи во спомен на вашиот татко. Да, четворица браќа и плюс една сестра сме сите ние естрадни уметници од радио телевизија Скопје, а пошироко не уфаќа. Членови на вашето семејство беа во доаените нели на радио Скопје. Сите сме ние пејачи. Кога музиката не се пушташе, како што викаат сега диџеите, овие новите модерните велат свирам. Свирам на дигитално на плеер. Јас сум пејач уште од 68 година од старата телевизија, од старите бараки. Од тогаш. Поводот рековме меѓу другото членство и на групата Стари Скопјани. Јас кажав на почетокот и се надевам дека нема да ми забележат, го кажав во најпозитивна смисла, бидејќи тоа Стари Скопјани не е возраст, дека стари се луѓето, меѓутоа кажав дека е по-специфично и позабележително, барем на Facebook, дека се повеќе возрастни луѓе во поодминати години почнуваат добро да го владеат Фејсбукот и на некој начин таму си дебатираат, си објавуваат снимки и така натаму. Ние видовме тука дел од тоа на нашиот екран. Па како е тоа, ајде да кажем, на оваа возраст да се биде општествено активен? Што ве мотивира? Освен што пеете, значи реков активен на социјални медиуми, активен во акциите на акцијашите. Денешните млади на 25 години велат, леле ми е мака, денес се преуморив од работа. Прво, морам да ви кажам дека ние овдека сме дојдени пред 360 години. Како семејство? Да. Така. Значи, дојдеме расата од Турска пред 360 години. Значи, старо Скопје, баш старо. Најстаро више. Во Газибаба сме околу 130 и нешто години, а дојдени сме од Маџимала до Газибаба. Така. Значи, дека не знам што да кажам, дека најстари сме овдека. Сега, после тоа пеењето доваѓа наред, пеачи сме. Така. Пеачи сме, а за акциите, ако доваѓаме до акциите, јас сум веќе 40 и нешто години во општина Газибаба,
во општина Газева како омладенец, младенец, акцијаш и така. Така, до сега уште трае кај мене тоа големиот љубов према акцијаштво. Така. Да бидеме искрени, мислам секако да не ги судиме младите сега или оние кои што се на друга возраст, бидејќи е друго времето сега и други што би рекле, нели мислам дека и турски и тој збор тертип, по стар тертип одат, нели младите си имаат нов тертип сега на однесување. Сега има телефони, ово, веќе не има интерес кон акцијаштвото. Како вие ете во вашето семејство тоа го пренесувате, да речеме, има интерес, нема интерес, доаѓаат, ве поддржуваат и во врска со акцијаштвото, меѓутоа и во врска со музиката? Прво, мојата сопруга и она е акцијашка. Како акцијашка ја зема. Сега син ми, полицај се во Битпазар, ама исто е акцијаш. Ќерка ми акцијаш. Зетот акцијаш. Сната медицинка акцијаш. Значи, фамилијарно сега не сме акцијаши. Значи, ако главата на семејството е председател на Здружение акцијаши, па не може другите Јас колку можам да им пренесам дека акцијаштвото е тоа. А некој не знае што значи акција. Дружбата, шетањето, све тие се од делот на акцијаштвото. Па видовме овде на снимката што ја пуштивме кај што пеевте, видовме една убава атмосфера, мислам, баш онака, така изгледаат вашите дружби кога работите и се дружите и патувате. Баш точно, така изгледа дружбата и многу сме распеани, стално сме распеани ние. Така, значи, посакуван во друштво, значи паметни акцијашите се избраја пејач за председател и никогаш не име здодевно и тажно. Не. Стално се дружиме, стално пееме, стално имаме гитаристи, имаме гитаристка женска особа, значи имаме и тарабука шестве, ја имам цел оркестар, ја имам и, мислам, со браќата Абдула, комплетно сме ние. Сега, кога ќе дојдеме, уште нешто ќе ви кажам, што имате вие, кажувате, па после јас ќе кажам. Имате вие, запишаме што треба да кажете. Да. Па добро, јас не сум тука да кажувам, вие слободно можете да кажувате. Тогаш сакам да ви кажам дека хуманитарен концерт ќе имаме на 25 мај, кај домот на армијата. Добро. Сега затаму ќе поканувам сите акцијаши и не акцијаши да учествуваат на 25 мај од 18 часот ќе ни биде концертот. Така. Толку можам да ги поканам, нека дојдат. Така, има време. Да се дружиме, има време, ама и нема време. Времето ќе се направи, уште нели рековме на големи денот се смени саатот. Јас ветив дека ние ќе се дружиме и надвор ќе излеземе од оваа студио, што би се рекло на дружба. Вие сте активен и во групата Стари Скопјани. Да. Како изгледа тоа кога некој човек на ваша возраст го работи Фејсбукот, ајде да речем махерски така? Сега како изгледа? Ние сме многу активни и Стари Скопјани и акцијаши заедно работиме и мислиме дека све ќе направиме заедно и ќе направиме заедничко. И ви фали, значи колку мора еднаш дневно да се приклучите. Сега ги споменавме децата на телефонот дека скролаат, што викаат помодерно, вртат на како на ролно на мобилните. Меѓутоа изгледа и вие тоа го правите. Сега, меѓутоа сакам да се вратам и до Војче Китановски. Да. Концертот ќе биде за Војче Китановски, хуманитарен концерт. Беќе јас и внук ми Адил има музичар, со него ние спремивме и програмата и све, и оркестри имаме, фолклор, 3 фолклора ќе имаме, пејачки ќе имаме и така. Браво. Јас во оваа прилика, бидејќи ги споменавме Стари Скопјани, односно се вративме на Стари Скопјани, на Вибер врска треба да го имаме следниот соговорник, Љупче Ѓошевски. Здраво живо, вистинска телевизија, вистински на Вибер, надвор, рековме пукна денот, дење е се уште и на вистина еден стар скопјанец како што го личи. Надвор во природа. Добро вечер, Љупчо, и благодарно што одвоивте време. Разговараме за тоа како луѓе во поодминати години, ајде да кажеме возрастни, кои што се млади по дух, толку многу се активни на социјалните медиуми, во овој случај на Фејсбукот, нели зборуваме за групата Стари Скопјани. Па види, на Фејсбук Стари Скопјани е интересно. Има од сите профили.
Од работник до доктор, до научник, до пејач, до глумец, нема што нема. И сите затоа е знаат се. интересно. Сите знаат се. Да. А тоа обавезно сите знаат се, нема. Едино што сите знаат се, стари скопијани се голубари, Аха, рибари, добро. за тоа сите знаат. То имаме Ретко ние, некој што не знае. имаме ние една таква содржина, а имаме дел и од квизот, меѓутоа за тоа подоцна. Јас споменав и претходно во разговорот дека сега на Facebook е некако во тренд кај повозрасните луѓе да формираат такви групи, нели има тука и млади членови, не дека нема, и во кој што се дебатира и најжестоките дебати, барем она што лично сум го видел не само кај скопјани, туку и кај битолчани, кај охриѓани и кај велешани, што се тоа стари? Зошто стари? Дали тоа значи староседелци, дали тоа значи стари во години, и најчесто тука се кршат копија, па секој се прави попаметен од другиот и често пати завршува со некакви дебати и расправи и кои што не се посакувани, да речеме. И во тоа е интересното на групата. Стари скопијани не мора да значи да се скопијани. Така е. Групата се вика така, може да членуваат и странци, без разлика. Па има бајги битолчани, јас колку што видов, што ги познавам, да. Не, има, ја познавам, мислам, Да. они не се ни кријат дека... Така е, па дека зашто би се битолчани. криеле, да. Нема врска, секој си дебатира, секој го доживува Скопје на различен начин. Така е. Сакам да кажам намерно дека не барате педигре за членство во групата, тоа ми беше муабет. А не, ја да речеме, јас сум чаирчанец, дедо ми е дојден во чај. Така. Дедо ми, татко ми, јас, децата мои, внучињата и се уште, ја ексклузивно, малце на работа ќе закаснам, се јавив кај колегите, ви се јавувам од Чаирскиот парк. Браво. Јас не можам да препознам. Сега сум во Чаирскиот парк сум, до теа ги ранев голубите. Во Чаир има многу голуби. Да, има. Ги ранев и да се слушнеме, и мене ми е мило баш за Скопје, а тоа што кажат на дебатите, па знаеш како се го доживува тоа. Да. Некој вика вака беше, некој онака беше, па ти ќе кажеш голуб, некој ќе рече не се вика голуб, голаб, па некој ќе каже тоа голаб не е скопски збор, знаеш, различни начини. Па дебати за Симит Погачата, каква била повистинска, каде била најдобра, па дали била со лој, па дали не била, па дали се правела, па од кога потекнувала. Намерно ја спомнувам Симит Погачата, бидејќи некако со гулабите заедно во Чаир и тоа му доаѓа со фурната, нели? Симит Погача, па ја нема, едино кога сум ноќна смена на работа да не отидам. Нема вечер да не сум таму. Нема вечер, Сашо знае, Неат исто како мене нон-стоп доаѓа. Нема. Луѓе доаѓале, чисто се јавувале во групата, па сме ги чекале да им кажем, има многу луѓе, не знаат каде е. Ако е најстара фурна, ама не знаат, луѓе Чаир многу не го не знаат. Јас како битолчанец во Скопје, прво што направија ме однесоа да пробам Симит Погача баш во Чаир. Така што тоа може да биде своевидна туристичка атракција, баш туристичка атракција, нели да се продава меѓу другото како скопски бренд, бидејќи странците ни ја сакаат храната. Па таа е стара фурна на дрва, е претежно и има некој шмек, некој вкус. Па сега има и некој што ми каже ја пробав нечими, ама сите со различни вкусови, некој сака плави женски, некој црни, некој сметли. Така е. Исто ќе му дојде. Исто ќе му дојде. Значи духовитоста, не само младешкиот дух, сте ја сочувале. Неат ќе го поздравиме, ние ќе закажеме средба со Неат. Неат е еден од главните администратори нели на групата. Да не речеме се таму вие сите сте еднакви, меѓутоа некој мора да води евиденција за редот и приликите, значи политика нема, кавги нема и така натаму, и мислам дека сите фино, пристојно и културно се однесувате внатре во групата. Па види, кој не се однесува, блокирање и готово, чао, и готово, нема тука што муабет многу. Ако каже нешто фино, културно, пристојно, може, ако тропа некои глупости, најважно е да не умаловажува никого, да не навредува. Тоа е најважно. А кој од каде е нема ни врска кој од каде. Важно да е човек. Така е.
Поздрав, да не те задоцниме на работа, благодарност уште еднаш. Закажуваме средба заедно со Неат, дали некаде надвор, дали во студиото. Времето рековме ќе се стопли, денот ќе се зголеми. Па тука сме, програмата допрва почнува и ќе излеземе како што ветувавме на почеток. Па нека ви е то лесно, што вика у турските серии, то лесно. То лесно, не. Поздравете ги Сашо таму и поздрав до вашата телевизија. Сабри е со мене сега во студиото и Сабри се смее дека ги спомнавте турските серии. Да. Па то лесно. Со лесно. Поздрав, секој е добро. Благодарност за издвоеното време. Еве, Сабри, сите насмејани, сите Дали се можам воли. да кажам уште два збора? Да, можете. Јас дури работев во влада, го возев министерот Аднан Кјахил и ни доваѓаа гости од Турска и ги носам Пит пазар на Симит Погача. Они се смеја први со мене, Леп со леп вика. леп со леп вика. Да. Ама кога ќе изеде една, после ја би однесиме на Симит Погача, како го викате? Викам Симит Погача. После ги носам на Гравче, Тавче. Така. Значи, тоа е наша традиција скопска. Така Тоа е. Инаку она што го забележав, го споменавме сега нели со овој соговорник и претходно е дека на некој начин и акцијашите и стари скопјани го чувате не само младешкиот дух, туку и таа мултиетничност на Скопје и она што вие го споменавте, меѓу другото и преку примерот од вашето семејство, меѓутоа и преку другите жени и девојки кои што се членки на акцијашите и она што е сега модерно родова еднаквост, што ѓомити наново го учиме, а ние овде сме го имале веројатно од секогаш. Имате почит и вклученост. Јас ќе се заблагодарам овде на вашето гостување. Ќе го најавиме уште еднаш, значи хуманитарен концерт посветен на Војче Китановски на 25 мај дом на АРМ. Од 18 часот. И со вас ќе кажам така, се надевам дека во некоја следна прилика и ќе запееме и така ќе си седнеме мераклиски. До вистинска телевизија. Ќе дојдеме кај вас на гости во Сдруженијето. Клубот на акцијашите Така. и ве чекам на концертот да дојдете. Здрави, живи, секој е добро, а ние продолжуваме, ги најавивме нели содржините кои што следат, ги споменавме гулабите кои што се неизоставен дел од традицијата на Скопје, па продолжуваме во тој правец. Гулаби. Некогаш Скопје беше град на гулаби. На скопското небо царуваа дунеците, масарките, таклабазите, демкишите, типлерите, азманите. А на плоштадите минувачите се пробиваа меѓу гулабите дифтари. За скопјани се велеше дека се или рибари или голубари. Генерации скопјани во благородните птици, символ на мирот, го наоѓаа својот мир. Раатот, миракот да ги летнат своите гулаби. И денес понекогаш може да се види јато гулаби над Маџармало, летнати од некој од последните гулабарници во Скопје. Понекогаш можат да се забележат над последните покриви со црвени керамиди, на преостанатите куќи во едно од последните скопски мала. Ке прелета по некој гулаб колку да потсети дека некогаш тука царуваа гулабите. Скопска Црна Гора е средновисока планина во северниот дел на Македонија. Се издига помеѓу Скопската котлина од југ, Кумановската котлина од исток, Гниланската од север, во Косово, и долината на река Лепенец од запад. На Скопска Црна Гора се наоѓаат изворишта на поголем број речни текови. Целиот крај околу планината понекогаш се вика Црногорија и е многу богат со цркви и манастири. Например, манастирите Матејче и Свети Ѓорги на источната страна и манастирите Свети Архангел и Света Богородица на западната страна. Скопска Црна Гора, или уште позната и како Света Гора, поради присуството на цркви и манастири во поголемиот дел на територијата, представува населено место со села.
Секое православно село се одликува со посебна црква и манастирски комплекс, кои изобилуваат со природна убавина и пленат со својата старост. Не случајно името Света Гора доаѓа од бројните светилишта, меѓу кои се вбројуваат манастирите во Свети Илија Мирковци, Чардак, Свети Илија Бањане, Свети Архангел Михаел Кучевиште, Свети Атанас Велики Глуво, Света Богородица Побожје, Света Богородица Горњане, Свети Ѓорѓија Мирковци, Света Богородица Мирковци, Чардак, Свети Спас Кучевиште, Свети Никита Горњане. Повеќето манастири се со старосна граница од 14 век па нагоре. Во повеќето манастири може да се ноќева, односно манастирот овозможува престој од една ноќ доколку има потреба за истото. А такви се Свети Никита, Свети Архангел, Свети Илија и така натака. Покрај природните убавини и планинскиот масив, неизбежно е да не се споменат туристичките места и локации за рекреативен одмор, освен во манастирските комплекси и во нивна непосредна близина, во туристички места се вбројуваат и национален ресторан Чардак, излетничка локација Две реки, село Бродец, Побожје, археолошко наоѓалиште, село Бразда, врв Рамно, етно ресторан Вила Весница, рибник село Бањане и слично. Како територија што изобилува со бројни цркви и манастири, неизбежно е да се изостават деновите на нивното празнување. На територијата се празнуваат празниците на присутните светци како еден вид на панагјор, кои имаат бројна посетеност и скоро сите се во трајање од 2 дена. На 26 јули, празнувањето на празникот и името на светецот е во чест на Свети Архангел Михаел во село Кучевиште. Празникот на Свети Илија кој се празнува на 1 и 2 август во манастирот Свети Илија во Чардак, додека на 2 август се празнува во село Бањане. На 27 и 28 август се празнува празникот Голема Богородица во манастирот Свети Богородица во село Бањане. Потоа на 11 септември се празнува празникот Свети Јован во село Бањане, каде што манастирот дава ручек за присутните. 21 септември Мала Богородица во Мирковци, Чардак, се дава ручек. Потоа на 11 септември се празнува празникот Свети Јован во село Бањане, каде што манастирот дава ручек за присутните. 21 септември Мала Богородица во село Мирковци, Чардак, се дава ручек. Потоа Света Никита 28 септември во село Горњане и слично. Со вистинска телевизија сте во програмата Скопје ми е дома. Влегуваме во завршниот дел од разговорот и денес полна куќа гости, што би се рекло, како што на големи денот, така ни се зголемуваат и амбициите, меѓутоа во обид да ги испочитуваме сите, ги видовме гулабите, меѓутоа видовме еден вовед за Скопска Црна Гора. Со мене во завршниот дел е председателот на Сдруженијето кое што има за цел да ги негува и афирмира убавините на Скопска Црна Гора. Меѓу другото, вие не се дефинирате само како планинари, туку како здружение кое што нели го познава теренот, оди на терен и така натаму. Со мене е Драган Велјанов, председателот на Сдруженијето, кога сме кај функциите, исто така брендирани соодветно нели како што доликува. Која е целта, ајде да ги запознаеме кратко со, бидејќи времето нега, со предиспозициите, односно задачите на самото здружение. Добро вечер до сите гледачи на вистинска телевизија и до вас во студиото. Ние како здружение ја негуваме рекреацијата, пред се ставам да ги представиме убавините на Скопска Црна Гора. Затоа скоро секој викенд сме таму. Певе затоа една можност да не ни замерат останатите клубови во Македонија, пошто често Скопска Црна Гора ја одбираме за престој. Така, па добро, Скопска Црна Гора, јас разговарајќи нели со некои општини градоначалници, па сите нагласуваат дека таму има голем потенцијал кој допрва треба да се нагласува и открива. Така. Не само туристички, туку и самите скопјани. Така. Имате млади луѓе во вашите акции, да речем прошетки, екскурзии, планинарења по Скопска Црна Гора? Па да, полека се покажува интерес
бидејќи рекреација сите сака да научат по нешто. Еве, ние сме веќе втора година постоиме како здружение, претходно и планинарскиот спортски клуб Скопска Црна Гора, и тој веќе 10 години функционира. Значи, двата клуба имаме матична планина, затоа гледаме да ги представиме убавините на Скопска Црна Гора и скоро секоја возраст, без разлика, не гледаме на возраста, него слободно може да повели секој да учествува на некоја тура. Така, ги споменавме стари скопјани, социјалните медиуми, Фејсбукот, Инстаграмот и така натаму, вие секако таму објавувате. Ги критикувавме младите помалку дека премногу се во мобилните и пред компјутерите, меѓутоа тоа може и позитивно да биде, бидејќи сега се поголем е трендот кај младите да се качат на некој врв, да се сликаат во природа, па да стават слики на Инстаграм, па кој ќе направи подобра фотографија од, не знам, пчели, цвеќиња, пеперутки и така натаму, така што веројатно ако го ставите тоа во функција, ќе имате успех. Предпоставувам дека колку имате поддршка, да речеме, или не ги вклучувате, не знам, институции во смисла на не знам, има на општинско ниво. На општинско ниво имате соработка со училишта, млади, подмладоци. Федерација за планинарски спортови, исто со другите агенции за поддршка и развој на рурален туризам. Рурален туризм, така. Значи тука има потенцијал за правење. Гледаме да соработуваме, што викате, со школите што се во општините, кај што фигурира под Скопска Црна Гора и сите останати институции. Па и медиумите, нели, еве ние сме тука се вклучуваме во акцијата, бидејќи на располагање сме за да ги промовираме вашите активности и меѓу другото да ги афирмираме вредностите на Скопје, како што рековме заеднички дека имаме мисија. Вашата следна акција, Жешко што би се рекло, предстојниот викенд е во мај, расте едно специфично растение кое го има на Скопска Црна Гора, го викаат мечкин лук и велат дека е многу здраво. Тоа го научив исто од социјалните медиуми, не знам сега дали во Стари Скопјан или не знам каде прочитав. Меѓутоа, за што се работи? Па, еве, по овој викенд ние ќе имаме веќе втора традиционална тура, и ќе гледаме понатаму да биде со повеќе активности. Пред се рекреацијата, па воедно и ботаничка тура, собирање на мечкин лук Сремуш. Мечкиниот лук е див лук. Самото име кажува дека мечките со самото будење, после нивната хибернација, после нивниот зимски сон, прво консумираат мечкин лук за детоксикација, потоа јадат све останато. Аха, значи да детоксицира. Меѓу другото, јас прочитав еден куп својства, сега да не излезе дека даваме здравствени совети, меѓутоа а вела дека и дивите свињи го сакале многу. Па прецена млади вепри, што викаат. Така. Дали е опасно движењето по планина каде што го има, спомнувајќи ги нели мечките и свињите? Не. Да не ви дојде некоја мецана од типот да не ви рече зошто ми чепкате во мојот лук? Тие се претежно на наши простори, како националните паркови, така и Скопска Црна Гора, обстојува кафената мечка, која што не е многу опасна, за разлика од црните што се месојади и поагресивни, али претежно во Македонија и на Балканот ги нема, претежно е кафената и таа е погосто примлива. Кажува дека чим посети ние подалечини имаме еден план и еден близок пристап, контакт со неа, понавеше со 3 мечиња, со двоглед ја гледаме, пратеме, баш ја провоцираме свирејќи. И она веднаш реагираше, се крена на 2 нозе, но среќа тоа е од 3 дни. Ви мафна. Да. Се плашат сепак кога се грижат, веројатно велат дека се опасни кога се грижат за малите заради заштитата на мечињата. Треба се пазиме. Меѓутоа луѓе од природата се дружат. Го спомнавме мечкиниот лук како следна активност, како дел од рекреативните активности комплексот на планина. Што планирате следно, да речеме, во следната година, иако ние повторно ќе се дружиме и сега не ветувам на сите, меѓутоа и кај вас ќе ви дојдеме или на планина нешто да снимиме и така. Слободно поверете. Па да речеме во летниот период, за да избегаме од топлината, од жешкиот асфалт, ние скоро неколку лета во попладневните часови, во текот на работните денови од понеделник до петок,
се движиме во подножјето на Скопска Црна Гора, како што ги спомнавте, низ повеќето манастири, така да подножјето на Скопска Црна Гора е идеално, кај што одма има температурна разлика. Јас се минјајќи се од автобус, внатре во автобусот клима, сега реков топло кој ќе мудри, Љубанци, Раштак, Бањани, излагам иста температура како во автобусот со клима. Значи најмалку 10 степени температурна разлика е за разлика од градот. Така. И така да тоа се кратки тури по 5 километри, одеме од речеме од Бањани до Горни Светилија, покрај Бањанска река, тоа е најсвеж дел на Скопска Црна Гора, од Раштак до наоколу покрај две реки и така. Може би водно е најпопуларно во моментов и најблиску, најдостапно, меѓутоа ете нека биде овај поттик до Скопјани како една идеја дека во лето не мора само водно да се практикуваат излетите на водно, туку дека и Скопска Црна Гора го има потенцијалот. Ние кажуваме, информираме и за црквите во Скопска Црна Гора и така натаму, допрва ќе разговараме нели и за општините во кои што спаѓа, иако имавме дел од општините, бидејќи е големо подрачје, па нели опфаќа поголем регион. Јас овде ќе се заблагодарам во интерес на времето, и времето ни летна, што би се рекле со Сашо. Ви посакам успешни активности и да се видиме следниот пат на планина, што би се рекле. Благодарам. Благодарност и на вас. Да. А ние сме на самиот крај, почитувани гледачи, пред крајот на нели да ве потсетам дека можете да испраќате ваши прашања, пораки, предлози, сугестии на нашиот Вибер број 070414050 и на социјалните медиуми на Вистинска телевизија, како и да ја предложите да ја гледаат нели Вистинска телевизија вашите пријатели, роднини и така натаму, кои што живеат надвор од подрачјето пошироко на Скопје, каде што допира сигналот нели законската лиценца на Вистинска телевизија преку видеострим 24/7 во HD резолуција во живо на интернет страницата www.vtv.mk. Ние овде имаме уште некоја содржина и се одјавуваме со закажување средба за 7 дена. Довидување. Буквата К. Кучевиште. Ова село се наоѓа во северниот дел на Скопската котлина на територијата на општината Чучер-Сандево на југозападната падина на Скопска Црна Гора. Селото е ридско чии куќи се издигаат на надморска висина од 530 до 620 метри. Кучевиште по својата големина, но и важност, имало улога на главно село во областа Црногорија на падините на планината Скопска Црна Гора. Поседува поволна местоположба и атарот изобилува со шуми и пасишта во северниот дел, а во јужниот дел се наоѓа обработливо земјиште. Низ него поминува и Кучевишката река. Мештаните со вода за пиење се снабдувале од чешми, но и од изворот Бигор кај Кучевишкиот манастир. Кучевиште се смета за стара населба во областа на Скопска Црна Гора. Прв пат е споменато под името Калчевиште во 1348 како село на жупанот Радослав. Тогаш една половина од селото, која дотогаш припаѓала на познатиот средновековен манастир Свети Никита, била предадена на манастирот Свети Архангели кај Призрен. Истата година споменато е дека во селото постоела црквата Света Богородица, која постои денес во средишниот дел на селото. Веројатно таа е подигната од жупанот Радослав. Меѓутоа, бидејќи црквата слави Вознесение Христово, истата често е нарекувана Свети Спас. За Кучевиште има пишани документи и од турскиот период. Споменато е во 1445 година, кога соседното село Мирковци било доделено на Исхак беговата џамија од Скопје.
Во 1779 година селото припаднало на скопскиот вакуф Шума Шах Султан поради што било ослободено од донации. Обширен и детален опис за Кучевиште и неговите жители, нивниот дух, стопански знамиња и живот во 19 век во својата книга Материјали по изучувањето на Македонија од 1896 дава македонскиот револуционер Ѓорче Петров, кој запишал дека во тоа време Кучевиште имало 250 куќи со 1500 жители, со што било и најголемото село во Скопско. Улиците му се доста уредени и поплочени со калдрма. Сите куќи му се изградени со авлии. Според внатрешниот изглед, тоа е најубавото село во Скопска Црна Гора. Има и мала чаршија од 5-6 дуќани. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни.